Значи денеска беше објавена пресудата за предметот познат како диво населје. Од 37 обвинети, тројца беа ослободени од казните. Имаше 7 казни доживотен затвор, 11 казни со временска казна од трајање 40 години, додека па другите казни се движат од 13 до 20 години. Повеќето од казните се движат во тој диапазон. Значи ние како одбрана и не очекуваме некои коректни казни, да кажам. Меѓутоа не очекуваме ни волку драконски. Меѓутоа ако се има предвид дека се работи за навистина едно обвинителство, би рекол, што се уште не е реформирано, и мислам дека ваките казни како бранители го очекуваме, бидејќи знаеме дека се работи за класичен монтиран предмет, кривичен, а на таков монтиран предмет соодветствуваат и драконски казни, се подразбира. Мислам дека се една меѓународна истрага, која веќе е најавена, дури од министерот за правда и од другите, значи и од реформаторите, практично при Министерството за правда, дека ќе успееме да докажеме дека овие се луѓе манипулирани, практично се доведени овдека за нечии туѓи интереси, и стојам на становиштето од самиот почеток дека е цел сценарио на тајните служби. Тоа мислам дека ќе се докаже во времето кое ќе следи. Дали ќе поднесете жалба? Се подразбира дека ќе поднесеме жалби сите ние бранители, меѓутоа од примат на пресудата во писмен облик во рок од 15 дена. Се очекува бар од страна на нас бранители дека меѓународните структури, односно имавме ветување дека ќе има една меѓународна истрага сеопфатна, и мислам дека само со таква една меѓународна истрага ќе може да се развие случај, бидејќи очигледно дека се автори, сценаристи на овој монтиран случај се тајните служби на Република Македонија. Тоа е повеќе од јасно. И затоа мислам дека постојат докази кај одредени структури, меѓутоа кои тие ги поседува не можеме поради посебните истражни мерки да го сега објасниме.